Телевизија Алфа постојано се труди да ги следи актуелните случувања на музичката сцена, а на наша голема радост постојано нешто убаво се случува како на домашната музичка сцена, така се тука и многобројните настапи на нашите еминентни уметници надвор од рамките на нашава земја. Мојот денешен соговорник Андреј Наунов, слободно можам да кажам дека е мултиталентиран, а доказ за тоа е што е и одличен пианист, корепетитор, диригент, вокалист, соработува со голем број оркестри и помали камерни состави, а ми се чини дека е ангажиран буквално преку целата година. Неодамна се врати од Грција, каде што настапуваше заедно со своите колеги на фестивалот на Егиот, што беше и конкретен повод за нашата денешна дружба. Андреј, здраво! Здраво! Благодарам многу на убавата најава и пред се да ви се заблагодарам што ете како телевизија одвојувате медиумски простор токму за нашата професија, за нашата дејност, која без малку или малку повеќе скриена од по комерцијалната музика. И навистина сум благодарен дека имате слух за ова ние што го правиме, да излезе малку повеќе во јавност. Кога сме кај убавата најава, да кажам дека е тоа само мал дел од сето она што може да се каже за една ваква богата уметничка, музичка биографија. Подкрепа за тоа е тоа што своевремено бевте студент на факултетот за музичка уметност и дипломиравте кај маестро Симон Трпчевски, подоцна од диригирање кај маестро Саша Николовски Ѓумар, значи учевте од најдобрите и црпевте искуство од навистина значајни личности и звучни имиња од македонската музичка уметност. Така, ако го погледнам мојот музички пат наназад, навистина сум имал среќа да бидам во обкружување на маестровци, навистина вистински маестровци за нашата музичка сцена, да не го заборавиме и професорот Боријан Цанев, бидејќи довршив диригирање кај него и магистрирав негова класа после тоа што се случи со Саша Николовски Ѓумар, така да не го изоставям, бидејќи тој е дел од нашиот музички колаж. Навистина, свесно или несвесно, многу имам восприемено токму и од Симон Трпчевски, морам да го поздравам, ако ме гледа, сигурно ќе ме гледа. И често го спомнуваме тоа, јас бев неговиот прв студент по пијано. Претходно бев запишан на музикологија, а паралелно студирав и пијано, бидејќи тој тогаш стана доцент и доби можност за да има студенти. Јас бев првиот. Го кажувам затоа што тоа беше едно голема привилегија, но уште поголема одговорност, поврска за да бидеш студент на Симон Трпчевски. Во тој период јас веќе пеев 3 години во хорот во операта и во меѓувремено станав корепетитор за пошироката јавност, значи пијанистот, односно вокал коуч, се она што се случува до сцената на македонската опера и балет, одговорен е токму корепетиторот во соработка со диригентот. И на тој начин јас како студент на Симон Трпчевски имав навистина доста работа, вклучувајќи го целиот репертоар од опера и од балет, а пак од друга страна се случува работите да имам голема среќа, па да имам голема соработка со многу диригенти светски, како и наши, вклучувајќи го и Саша Николовски Ѓумар. Во меѓувреме бев активен во сите хорски ансамбли во Македонија, соработувајќи со маестро Томислав Шопов, и така некако се наметна после моето завршување на пијано одсекот да се запишам малку подоцна, но од самото искуство се случи да се запишам и на диригирање. Имав среќа во тоа време Саша Николовски Ѓумар да ми беше соработник, односно јас му бев асистент на факултетот за музичка уметност, водев неговиот предмет, му бев асистент оперско студио и корепетиција на професорката Славица Галич. Морам и нејзе да ја спомнам, бидејќи таа ми е дел од мојот музички мозаик. И на еден начин имав среќа да бидам обкружен со навистина големи професионалци и свесно или несвесно да навлезам толку длабоко во музичката професија. Андреј, навистина си многу активен преку целата година. Споменав, соработуваш со повеќе
оркестри, состави музички помали, поголеми, меѓу другото настапуваш и со оркестарот на Македонската филхармонија, со оркестарот на Македонската опера и балет и секако голем дел од твоите пријатели и соработници наоѓаат во различен формат, начин и можност да настапувате заедно на сцената. Спомнав дека неодамна имавте можност да престојувате повеќе денови во соседна Грција и да настапите во неколку наврати, представувајќи ја во најубаво светло класичната музика. Ајде малку сега за тој фестивал на Егеот, за кој што знам дека ова не е твој прв настап и учество, знам дека имаш и претходно гостувано таму, но како се случи таа соработка, таа конекција со самиот фестивал и кој се оваа година беше дел од таа наша македонска екипа што беше присутна таму? Фестивалот на Егеот постои 20 години. Оваа година се одбележа јубилејот 20 години и беше посветен токму на основачот на самиот фестивал. Тоа е еден маестро Питер Тиборис, кој по потекло е од самиот остров Сирос, но како дете преселен во Америка и така да не должам, меѓутоа беше посветен на него затоа што се случи во ноември да почине и неговата сопруга која е генерален менаџер на фестивалот не покани, јас овој пат бев по 4-ти пат. Значи првиот пат бев пред 4 години и бев за малку помал ангажман, меѓутоа пред 3 години таа ми додели една голема обврска. Едноставно ми дозволи да направам еден голем состав во смисла хор, оркестар и солистички ансамбл целосно од Македонија да настапи во срцето на Егеот, токму на тој фестивал. Пред тогаш настапивме со Лучија, насловот Лучија од Ламермур, со 4 представи и еден концерт одбележување на 100 години од регањето на Марија Калас. Од тој случај, особено за концертот на Марија Калас, се споија двата оркестри, македонскиот и Атинска филхармонија, што беше случај и оваа година. Оваа година отидовме во малку помал состав затоа што немаше хор, заради објективни причини, малку помал состав, ме 28 луѓе. Оваа година на репертоарот беше Севилскиот Берберин од Росини, 2 представи, Електра од Рихард Штраус, 2 представи, имаше гала симфониски концерт на кој што исто диригирав јас. Една представа беше детска за Севилскиот Берберин, токму баш за деца од 11, мислам денско како матине представа. И во меѓувремено имаше 3 концерти на кои што јас настапив со квартет од Македонија, вклучувајќи ми мене. Морам да ги поздравам Иван Бејков, Стојанче Косовски, Марио Кузев и јас. Направивме малку едно отклонување од класичната музика, односно имавме концерт наречен American Jazz Classics. И во тој концерт репертоарот беше токму од американски класици и популарни джез теми. Малку едно освежување, така ми рече директорката, ти благодарам за тој понуден концерт, затоа што е малку освежување на целиот фестивал, затоа што генерално фестивалот на Егеот третира класична музика. И оваа година за прв пат се случи тоа. Веднаш после тоа, утре дента имав концерт со Тања Петрушевска, првиот обоист во Македонската опера и балет, и Марија Милошевски, првиот фаготист. И исто поздрав до нив, благодарност до разбирањето, за кратко време беше се спремно. Наредната вечер имаше гала GOS, тоа е грчко оперско студио, на кој исто јас свирев. После тоа се случи првата премиерата на Електра, во меѓувремено, меѓу двете Електри, 25 и 27 беа премиерата и репризата, на 26 имаше симфониски концерт, на кој што диригирав јас со нашиот оркестар и гудачкиот корпус од Атинска филхармонија. Најважно за мене беше оваа година да го постигнеме успехот за Севилскиот Берберин, затоа што за разлика од Лучија ди Ламермур, каде што целиот солистички ансамбл беше од Македонија, имав можност да си ги спремам сите солисти како што знам јас, како што практикувам воопшто во нашиот репертоар во Македонска опера и балет. Во овој случај не беше така. Затоа што имавме само еден ден да направиме една единствена проба и таа јас ја нареков и
ансамбл, и режиска, генерална, и сценска оркестарска, се во едно, и благодарност до целиот оркестар, до целиот ансамбл, солистичкиот ансамбл, морам да набројам дека баш беше интернационален. Имавме Розина од Австралија, наши беа Тихомир Јакимовски, тој беше Бартоло, Васко Здравко Фигаро, од грофот Алмавива беше од Мексико, Берта, во улогата на Берта беше една гркиња и Базилио беше од Бугарија, кој што живее во Виена, Петар Најденов, а имавме и втор кастинг, едниот беше од Порторико, Розина беше од Бразил, така да баш интернационална солистичка екипа. И тоа ми беше посебно задоволство, бидејќи само со една единствена проба успеавме да направиме успешна представа, да имаме 2 полни сали со овации и тоа е најголемото задоволство за уметниците кога аплаузот ќе ги награди вистински. И воедно уште еден од многуте примери дека уметноста и музиката ги спојуваат народите и нациите. Андре, ако добро изброив, додека се редеа настапите, тоа значи во 9 дена 7 твои настапи на фестивалот Негиот. Токму така. Минатата година кога се договаравме со директорката околу целиот репертоар, бидејќи таа ми бараше се што може да се направи, вклучувајќи и Електра како главна продукција на овој фестивал, требаше и Електра да ја диригирам јас, меѓутоа тоа беше на вистина голем залак, ако од 9 вечери, јас 9 вечери бев на сцена. Сега се случи да од 9 вечери да бидам 7 вечери на сцена и тоа се со различна програма. Сигурно било напорно, исцрпувачки, но во исто време и прекрасно, кога се знае дека на вистина состава еден убав и траен белег на еден таков интернационален музички фестивал со кој што ете соработуваме веќе 4 години. Голем предизвик. Јас понекогаш и сам се зачудувам дека прифаќам такви предизвици. На вистина е голем. Оваа година беше првично од организацијска гледна точка. Сепак тоа се посебни луѓе, посебни карактери кои треба да се спојат во еден колектив. За да можеш тоа да го изменаџираш, човек треба да има способност, толеранција, трпение, разбирање и токму заради тоа и сум многу благодарен на целата екипа што беа од тука и особено на тињаните кои што не сме прв пат, веќе не прифатија како тамошни и морам да го спомнам моментот дека музичкиот мост меѓу народите е многу силен. И никој не се замара, во име на уметноста никој не се замара со дали политички, приватни, професионални или било какви проблеми. И токму тоа ми представува особена чест дека ние преку музичкиот мост градиме, токму преку музиката градиме мостови меѓу нациите. И со оваа прекрасна реченица, поента, мислено и реалност, мислам дека идеално и да го заокружиме денешниот разговор со должна благодарност што одвои време во ова навистина твоја преисполнета агенда да ги споделиме овие впечатоци со гледачите на нашата телевизија и во име и на нашиот медиум и на сите нас да ти посакаме уште долги години успешна кариера, многубројни настапи, а ние се разбира како и секогаш ќе се трудиме колку што можеме повеќе и поредовно да ги следиме овие случувања. Токму и заради тоа уште еднаш ќе ви се заблагодарам на вашиот медиум што одвојувате простор од вашиот медиумски простор на вашата телевизија, затоа што пак ќе спомнам, нашава професија е малку подзаскриена за разлика од покомерцијалната музика. Да бидеме сите здрави и живи, да си посакаме се најубаво, хармонијата во нас мора секојаш да не води надвор од нас. Ако човек нема хармонија во себе, залудно е да талка и да трага хармонија во било што надвор од него. Убаво кажано, Андреј, ти благодарам уште еднаш, ми беше задоволство. И мене, благодарам на поканата.